пред 25 годишни моја возраст е било тоа. Јас си свирив таму повора, сите си земат девојки и ја останем. Они играт и се договорат да се девојки, јас си останем само си. А наступи други немам. Имам тука на ревијата, тој пензионерите кад првиот тега наступуваме у Паланка. Имаше лани ли беше тој? Ланска година ми се беше. И сега у Прилеп на фестивал. Тој само и настапи. Само што ми откривте еден дел, дали соработувате со некои од нашите културно-уметнички друштва? Кога соработувате, што, дали ви им давате идеи, ги подучувате таму? Не сум соработувал. Време немам за тоа. Јас Карпуш кога прв пат оснива културно-уметничко друштво. Бев ја тамо присутен некој пат на тие проби, знаеш. Со душето бев тога. Меѓутим видов дека место не ми е тамо. Може требало да бидем тамо, меѓутим ја не можеше овамо да се покрием. Другата страна, дома, се зависеше од мене. И немав време и ступи од тамо и така тоа пропадна и више не сам. Еве сега на ново, ама тој кратко ќе трае. Кратко, не можем да го издржим ја тоа. Не можем. Еве сега на фестивалот што идеме у Прилеп, мене тешко тоа возење, тоа чекање тамо, тоа, знаеш, тоа е више досадно се стари луѓе. Малку не споменавте, а може да ни повеќе како дојде до тоа да ја поканат таму, како си поминавте, како се представивте, какви импресии има луѓето од вас, вие од нив? Еве сега преку друштвото Карпуш. И се така приклучи и они одма ме пушти јас за дом. Па доодија од Скопје тај Захаринка Милосавлjević и Весна Вучик доваѓаа, они тестираа го тоа. И они ви дадува тоа подобрење да идем за четворица идеме овај драги што беше кај мене и ја и од станција еден Васеј, стариот скајди што свири, ако го знаете, и една од Мартиница пее Елица. Четворица идеме и еден не вози со кола на Туше, на фестивалот. Добро беше, за мене беше тоа, мислим, не сам ишел да земал сам место за учество, иначе да победим тамо, не можем, тамо има мајстори и мајстори за музиката, за свирењето, али за ова не, за изработката не е признано. Не им признавам за изработката тие што ги имат тамо. Сега, оние што прават за професионалци, тој што се професионално занимаваат со оваа дејност, јас зборим, не се давам на овие аматери што се као мене. Е професионално што се прилепчани што прават гајда, например, или тамо други кои прават. Сега више професионалци, век провеле со тоа, години работиле, знаеш, он точно знае. Јас сега кад правим едногодушие, например, кад правим, ја видим одма у почеток дали тоа ќе биде или нема да биде. Дали го правим со волја понатамо или го правим со сила, да го направим, па може биде. Ама имам такав осет некој, одма го осетим, по опип го осетим дека тоа ќе ми даде добар резултат. Опип што го фанем овака дрвото пред да го изработуваме или пред да ономе, или како што да го гошим, ја го осетим дека тоа ќе ми даде добар квалитет.
искористивте да одговорат на моето следно прашање, а јас сепак ќе прашам дали денес кога гледате во младите доволно почит, љубов према фолклорот, према традицијата наша? Па сега у Прилеп на фестивалот забележи дека имаше многу млади педаши, кавалджии, со кавали, со гајди, ама тие се више од како се отвори овие факултети за оваа група на музикалци, значи појавија се, дали мораа да се запишат, ама па тие са некои таленти, па са откриени тие пред време, знаеш, запишале се тамо и се усовршуваат. И они нон-стоп тренират, нели, млади тренират, и јас сега нон-стоп, мене се ми присутни, ама јас само сам што знам, тоа е толку, не може понатаму. Е сега да слушам некого, дека да идем, не да ми покажува, да го слушам, ја копирам тој. Тражим го каде е, како и најдем. Се запознавме со Драгија, споменавте уште 3-4 кои што биле со вас во Долни. Дали со нив се видувате често, дали свирите заедно, разменувате мислења, дали вие им помагате, тие ви помагаат? Па да, сега во последно време да. Сега идеме со овие заедно, тие од станции има двојица пензионерите, идеме и они носат гајде, ја носим гајде, они свират, ја свирим во автобус, свириме тамо, свириме како... Ама другарство, знаеш. А сега културното, овие што беме во Прилеп, тие се членови на културното методичко друштво Карпуш. И преко таа не сме сами ишле по своје барање по тие, него преко друштвото и за друштвото да сме благодарница дека сме учествувале. Тоа е. Ја и да видим учесник, да може да се, ако нема такви како мене, нема да се одржи, например. Сите не може тамо да победат, еден ќе победи, 20 и така. Како што досега имавте можност да чуете, 65-годишниот Чичко Жарко и неговата љубов кон музиката сега зависат од здравјето. Посебно што изработката и свирењето на овие инструменти покрај времето и трпението кое што го има, бараат и многу енергија, која за жал полека го напушта. Па сепак не планира лесно да се предаде. Да ви кажам, сакам да се одморим, ама уморен сум, животно сум уморен, не денеска, него животно. Јас сум постојано, ја не сум отишел на бања, на море, на такви работи. Јас сум постојано врзан за овие работи. Не од профит, ја работим по 3 дена овдева. Нешто. Не успеем да го направим. Ете за овие гајдата, оваа писка. Оваа писка ми е многу проблематично. Ево. Прошле пат пред фестивалот идем, 3 дена овдева работим, не успеа да направим ние. 3 дена изгуби. Али не сум се нервирал. Мислим, не сум се нервирал и не размислувам за тоа дека е тоа штета за мене. Тоа е упорност некако и со мера, со волја го правим, осеќам, чувствувам релаксираност со тоа. Што дружим со тоа, што го прави, релаксирам се. Овој скромен чувар на македонската традиција и фолклор го живее својот втор музички век. Почнал во детството, бил принуден да паузира во најпродуктивните години од животот, а еве на својата голема љубов и се навраќа во пензионерските денови. При разделбата ние му посакавме многу здравје и уште долги години другарување со изворната музика и инструментите, секако и по некој јавен настап за кој се договоривме да не повика.
Денеска, кога сме принудени да го браниме идентитетот, никој тоа не го прави повеќе, а можеби несвесно како ваквите луѓе. Традиционалните инструменти и музиката го придружувале македонецот во најтешките, но и во најубавите периоди од неговата историја. Па не е ни чудно што кога ќе ги слушнеме нивните продорни звуци, чувствуваме нешта кои со зборови тешко се објаснуваат.